Дневник во 20 часот. Добро вечер, јас сум Елена Илиевска, а вие го гледате Централниот дневник на К1 телевизија. Во него донесуваме: Охридскиот и Штипскиот театар гости во Велес оваа недела. Министерството за образование одлучи математиката нема да биде задолжителен предмет во матурата. Неофицијално физички нападнат таткото на градоначалникот на Кавадарци. Двајца нови заболени од туларемија. Априлијадата годинава во знакот на ликовите од цртаните филмови. По најавата за останатите настани на денот започнуваме веднаш. Кружниот тек кај Костурница е исправен и безбеден. Чадиев најавува искрадба на нов кај Авона. Турски компании заинтересирани да инвестираат во Македонија. Спортската академија од Велес во потрага по таленти. Безбедноста на сограѓаните е во прв план, а изградбата на кружниот тек на влезот на Велес е оправдана и ги задоволува сообраќајните потреби, нагласи градоначалникот на Велес Чадиев. Градоначалникот ја истакна намерата на општина Велес за понатамошна изградба на капитални проекти со кои ќе создадат подобри услови за живот на велешани. Сите испитувања, изработени елаборати и согласности од надлежните институции покажаа дека изградбата на кружниот тек кај Костурницата е оправдан, рече на денешната пресконференција градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Тој го истакна проектот како еден од позначајните реализирани во последно време и својата убеденост ја подкрепи со факти за постапката, квалитетот и сручноста на изведената работа. Проектот е ревидиран од страна на Заводот за испитување на материјали и развој на нови технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Според извештајот од извршената ревизија, се констатира дека проектираното сообраќајно решение во целост е изработено според основите за планирање и проектирање во областа на сообраќајот, како и според потребите за уреден и безбеден сообраќајен режим. Претходната трократна крстосница според сите стручни мислења не го задоволуваше севкупното ниво на сообраќајната услуга, како и нивото на сообраќајната безбедност, рече Чадиев. Изградбата и пуштањето на употреба на кружниот тек, па се до овој момент не е регистриран ниту еден сообраќајен инцидент на кружниот тек, ниту еден. До пред само 5 месеци сообраќајните незгоди на овој потек беа вообичајна појава. Чадиев бара одговорност да сносат сите оние што обвинуваат за незаконско работење на локалната самоуправа. Исправноста во работата ја подкрепи со приложување на целосна документација од проектирањето до завршувањето на кружниот тек. Велес ке добие и нов кружен тек. Од локалната самоуправа најавија дека до крајот на оваа година ќе се среди сообраќајниот хаос кај Авона. Со изградбата на нов кружен тек се очекува да се зголеми и безбедноста на возилата и пешаците во тој дел од градот. Се очекува овој проект да најде на позитивно мислење од Министерството за транспорт и врски. Доколку понудата за градба ги содржи сите стандарди според барањата на општината, градежното предпријатие Давост од Скопје ќе работи на изградбата на кружниот тек кај Авона. Министерството за образование одлучи математиката нема да биде задолжителен предмет во матурата. Оваа одлука произлезе од вчерашната средба која Министерството ја имаше со Унијата на средношколци. Математика задолжително нема да полагаат сите средношколци. Така одлучи Министерството за образование и наука на денешната средба со Унијата на средношколци. Од Министерството соопштија дека на средбата иницирана со доставување на средношколска платформа, двете страни ги соопштија своите ставови по однос на концепцијата за матура и завршен испит за учебната 2014-2015 година. Дебатата заврши со согласност предметот математика да не биде задолжителен за сите средношколци, туку само за гимназијалците, кои на крајот од втора или почетокот на трета година избрале природно-математичко подрачје. На средбата било договорено Министерството за образование и наука во престојниот период да достави писма до сите технички факултети, со кои ќе им препорача во селектирањето при уписите да додадат приоритет на оние ученици што го одбрале и положиле предметот математика.
денеска околу пладнена плоштадот во Кавадарци двајца браќа нападнале 69 годишен кавадарчанец. Напаѓачите, кои претходно и се познати на полицијата, го собориле на земја нападнатиот и го удирале со раце во пределот на главата и телото. Двајцата се приведени во полициската станица во Кавадарци, пошто околу 14 часот и 45 минути се пуштени. Од СВР Велес се информираат дека по целосното документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни пријави. Неофицијално К1 дознава дека нападнатиот е татко на кавадаречкиот градоначалник. Принцези, кловнови, далматинци, вештерки, тоа беа костимите кои децата ги искористија за да се маскираат и да го одбележат Денот на шегата 1 април. Ликовите од цртаните филмови доминираа на овогодинешната манифестација. Учествуваа ученици од основните училишта, детската градинка Димче Мирчев и неколку балетски групи. Принцези, кловнови, далматинци, вештерки, тоа беа костимите кои децата ги искористија за да се маскираат и да го одбележат Денот на шегата 1 април. Учествуваа учениците од основните училишта, посебното основно училиште Маца Овчарова, детската градинка Димче Мирчев и неколку балетски групи. Ликовите од цртаните филмови доминираа новогодинешната манифестација, која е во склоп на проектот Велес град на културата за 2015 година. Во што се преправена ти? Во принцеза. Во клон. А излага ли некого денес да каже некоја шега на некого? Да. На кого? На Камче. Денеска е 1 април на шегата. Општина Велес неколку години наназад ја организира прелијадата во соработка со општинските основни училишта и градинката Димче Мирчев. Се надеваме дека сите преку своите настапи, односно точките што ги имаат подготвено за оваа манифестација, ќе го дадат својот допринос за одбележувањето на Денот на шегата и детската насмевка ќе блеска од нивните лица со израз на задоволство и посреќно детство. Учениците преку песна и игра го одбележаа Денот на шегата. На дел од учесниците им беа доделени благодарници за учество. Манифестација прелијада се организира и во општина Кавадарци. Еве каква беше атмосферата таму. Започна чистењето на речното корито на реката Луда Мара во Кавадарци. Екипите на јавното претпријатие Комуналец започнаа со машинското отстранување на наталожената земја, песок и камења во централното градско подрачје. Акцијата за чистење на речното корито е во рамките на годинешната програма на секторот за комунален развој на општина Кавадарци. Екипите на јавното претпријатие Комуналец од Кавадарци започнаа со чистење на коритото на реката Луда Мара, која поради обилните врнежи од дожд годинава по трет пат се излеа од коритото на кеот во центарот на градот и на земјоделските посеви во селото Марена. Акцијата ќе трае неколку дена. Земјоделците оваа активност од локалната самоуправа ја бараа одамна. Само да се изчисти реката и да заграда горе, цела река. Од горе од Кавадарци до Сопот се чисти. Корито е стеснато и не може, се е насадено врби и не може да се онаде никко. Обилните дождови и поплавите се причина земјоделците, но и многу други домакинства да притрпат големи материјални штети. Општинските комисии имаа направено проценки, а владата на последната седница донела одлука на страданите да бидат 100% одбештетени. Веќе изработен извештајот од страна на експерти од Светската банка и токму тој извештај ќе биде основата врз основа на кој што меѓуресорски тим од поголем број на министерства до крајот на неделава во Брисел ќе разговара со представници на Европската унија околу можноста за контрибуција од страна на европските фондови во однос на надомест на оштетата во поплавените подрачја во Република Македонија. Акцијата за чистење на реката Луда Мара е во рамките на годишната програма на секторот за комунален развој, сообраќај и улици за чистење и одржување на реките на територијата на општина Кавадарци.
Институтот за јавно здравје потврди 2 нови случаи на туларемија. Едното лице е од Куманово, а другото од Свети Николе. Сега вкупниот број на заболени во државата изнесува 25. Министерот за здравство Никола Тодоров изјави дека се забележува тренд на намалување на лица заболени од туларемија. Од 18 сомнителни само 2 случаи се потврдени, а кај останатите 16 резултатите се покажале негативни. Болеста се следи и е под целосна контрола од епидемиолошките екипи. Покрај топлите сончеви денови, составен дел на пролетниот период се и зачестените алергиски реакции кај луѓето. Симптомите се многу слични со оние на вирусните инфекции. Лекарите препорачуваат расчистување на сомнежот со правење алерготестови. Со доаѓањето на пролетта и сончевите периоди се зголемуваат и симптомите на алергии, а расте и бројот на пациенти што патат од алергиски реакции. Лекарите велат дека во пролетниот период најчесто се јавуваат респираторните алергии, предизвикани од алергени што се вдишуваат. Најподложен орган е носот, а поретко се јавуваат алергии на белите дробови и кожата. Најчесто пациентите имаат затнат нос, потоа имаат јака ринореа, односно им тече носот, они го опишуваат како водичка. Значи, као да им тече вода од носот, кивањето е исто еден од симптомите, чешање. Потоа може да се јават и симптоми на очите, исто така солзење, чешање на очите. И тие симптоми кога се појавуваат се бурни, и тоа е разликата од вирусните инфекции. Вирусните инфекции практично одат често и со покачена температура. Голем дел од граѓаните не се доволно информирани како превентивно да реагираат на различните типови алергии во престојниот период. Па има некоја врста на јадење што не треба да ги јадат. И зависи од што си алергичен, да си направиш тест, па од тоа да имаваш. Па да примаат лекарства, што друго. Не патам, не ми е познато, не знам. Постојат така наречени сезонски календари, на кои што се гледа кој алерген во кој период од годината се јавува. Пациентите што си го знаат типот на алергија, треба да се раководат по него и во тој период колку што е можно да избегнуваат изложување на присутниот алерген. Треба неколку недели пред да почне сезоната, да почне да си користи лекови, тие што ги му ги препорача матичниот лекар најчесто или па специјалистот, со тоа што најчесто се користат назални стероиди. Значи тоа се спреови кои што се прскаат во носот со цел да се ублажат симптомите. Алергиите се секојдневна патолошка појава во Македонија. Според статистиките, секој 4ти македонец има некој вид алергија. Зголемен е бројот на граѓани кои вршат испитување на своето здравје од сексуално преносливи болести во регионов. Огромна е групата на сексуално преносливи заразни болести кои не даваат клиничка симптоматологија на оболување на репродуктивните органи, туку на другите органи. Центарот за јавно здравје од Велес во изминативе години следи присуство на хладимија и ХПВ вирус. Зголемен е бројот на граѓани кои вршат испитување на своето здравје од сексуално преносливи болести во регионов. Центарот за јавно здравје од Велес во изминативе години следи присуство на хламидија и ХПВ вирус. Огромна е групата на сексуално преносливи заразни болести кои не даваат клиничка симптоматологија на оболување на репродуктивните органи, туку на други органи. Во оваа група спаѓаат хепатитот Б, сидата и други болести кои се пренесуваат преку телесни течности. Исто така за ХПВ вирусот за носителството е многу важно да кажеме, бидејќи сега постои вакцина која што е воведена во редовната имунизација, се дава кај девојчињата на 12 години. Тоа е многу важно да кажеме, затоа што носителството на ХПВ вирусот знаеме дека доведува понатаму до појава на карцином на грлото на матката, така да единствен сигурен начин на заштита е примањето на ХПВ вакцината во детската возраст кај девојчињата. Во последно време се испитува и хламидијата која е поврзана со репродуктивните органи и може да доведе до стерилитет. Редовно се вршат испитувања за хламидија која може да се излекува. Од Центарот за јавно здравје информираат дека се поголема е бројката на граѓани кои доаѓаат да извршат проверка од сексуално преносливи болести. Центарот за јавно здравје Велес со апел до младата популација да не влегува прерано во сексуални односи, да не ги менуваат партнерите и да употребуваат заштита, со цел подигнување на свеста кај младите, одделението за социјална едукација, преку своето советувалиште, минатата година
одржа неколку предавања во средните училишта во Велес. По четврт пат започнува потрага по спортски таленти во Република Македонија. Освен во Скопје, спортски паралелки ќе има и во други градови. Конкретно во Велес втора година поред се отвара паралелка по ракомет и фудбал. На учениците кои ќе бидат примени, а не се од градот каде што ќе ја посетуваат наставата, ќе им биде обезбедено сместување како и храна и превоз. Во моментов Велешката академија е една од најдобрите во земјава. Спортската академија по четврти пат започнува потрага по таленти во Република Македонија, кои што ќе бидат дел од спортските паралелки во фудбал, ракомет, кошарка и тенис во учебната 2015-2016 година, кои освен во Скопје ќе бидат распределени и во други градови. Во Велес спортски паралелки ќе има по ракомет и фудбал. Селекцијата за учениците кои се заинтересирани за ракомет од Велес ќе биде во Скопје во спортската сала Народни херои во 11 часот. Главната цел на ракометната академија ќе биде остварување на големи врвни спортски резултати преку рана подготовка за националните селекции во машка и во женска конкуренција, со посебна креирана програма за образование и тренинг. Оние деца кои што сакаат да се запишат во ракометната академија ќе бидат претходно селектирани во Скопје. На учениците кои ќе бидат примени, а не се од градот каде што ќе ја посетуваат наставата, ќе им биде обезбедено сместување и храна, како и превоз до училиштето и до спортските терени. Селекцијата пак за учениците заинтересирани за фудбал од Велес и Градско ќе биде на градскиот стадион во Велес во 11 часот. До 16 април треба да се пријават кои се заинтересирани да се запишат на спортската паралелка по фудбал. А главното селектирање е на 21 април на градскиот стадион во Велес. Ќе има луѓе од Фудбалската федерација на Македонија да се направи правилна селекција за децата, нели тоа не е целта. Велешката академија е една од најдобрите во моментов во земјава. Учениците кои веќе се дел од академијата се задоволни од целокупната наставна програма. Велат дека нивна цел е да станат врвни спортисти. Се запишав за како и сите други мои со ученици за да станеме врвни спортисти во оваа држава и пошироко. Од учењето сум презадоволен. Имаме 6 предмети, основните. Професорите во академијата велат дека преку потрагата по млади надежни спортисти ќе се збогатува фудбалската и ракометната репрезентативна селекција. Во април во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот ќе има гостување на низа македонски театри. Охридскиот и Штипскиот театар гостуваат оваа недела, а гости во новата зграда ќе бидат и Драмскиот театар, Турскиот театар од Скопје и Битолскиот театар. Во новиот театар ќе се одвива и дел од програмата на Танцлаб, интернационалниот надпревар на млади кореографи, а ќе биде затворен и Танцфест. Овој месец љубителите на театарот ќе можат да ја проследат и премиерно представата Спанаќ со компири. 2 април гостува Охридскиот театар. Тоа е млад колектив, формиран пред 2-3 години, доста амбициозен, со многу даровити и талентирани глумци. Представата се викат Детектор за лаги. Автор на текстот е Василий Сигарев, еден млад руски драматург, популарен со светска слава, значи изведуван во цела Европа и во цел свет. Од Јужна Америка до Јапонија. Значи многу даровит автор, има 31 година, има напишана една брилјантна комедија. Брилјантна, 2 часа трае, 2 часа ќе ужива публиката. Потоа на 3 веќе, следниот ден настапува Штипскиот театар со представата се вика Лулка, правена по мотиви на народни песни, на народни приказни, значи го има тоа милје со една млада актерска екипа од Штипскиот театар. Турски компании заинтересирани да инвестираат во Македонија. Помина првата фаза од измените на законот за патните исправи. 7 намалување на цените на лековите. Да ги проследиме вестите од Македонија. Компаниите од Дески Шехир, Република Турција ги скенираат можностите за инвестирање во земјава. Македонско-турската комора
им порача дека во Македонија има услови за одржливи и долгорочни бизниси. Според МАТТО, бизнис делегацијата од Ески Шехир што деновиве ја посети Македонија, истражувала дали има шанси високите технологии да се пренесат тука. На средбата, чиј домакин бил председателот на комората, Туна Ејуп Кахведжи, разменети биле информации за деловната и инвестицијската клима во земјава. Членовите на делегацијата биле заинтересирани за правната сигурност во Македонија, дали е одржлива со смените на власта, докаде е евроинтеграцијскиот процес, колкави се минималните плати, какви се работничките права, општата сигурност и индивидуалната безбедност. Определбата за инвестирање е да се испитаат нови пазари на Балканот. На средбата заменик градоначалникот на Ески Шехир Јун Ханијазар го презентирал проектот Светско-турски координацијски центар, чија цел е напредување на регионалниот развој преку напредување на трговијата, индустријата и економијата на Ески Шехир со светот преку турските инвеститори во странство. Во Ески Шехир е логистичкиот центар за брза железница, како и проектот Патот на свилата, кој ги поврзува стоките од Кина и Централна Азија по железничкиот пат со пазарите во Централна и Западна Европа. Собранието на Република Македонија донесе заклучок за прифатливост на предлогот за изменување и дополнување на Законот за патни исправи на државјаните на Република Македонија и негово проследување во понатамошната втора фаза. Една од клучните измени е можноста граѓаните да поднесуваат барања за патна исправа и да го земат тој документ не само во местото на живеалиште, туку и во местото каде што престојуваат, а тоа да може да се прави и надвор од службените простории на МВР, а за иселениците надвор од дипломатско-конзуларните представништва. Целта е подобрување на услугите за граѓаните на Република Македонија. Од денеска 542 лека во аптеките ќе може да се купат по пониска цена. Дел од нив имаат и двојно поевтинување. По 7 пат се намалени цените на антибиотиците, лековите за намалување на мастите во крвта, високиот крвен притисок, лек за шизофренија и цитостатици. Најголема заштита има кај лековите против згручување на крвта и остеопорозата. Освен државата, бенефит од намалената цена ќе имаат и граѓаните. Заштедата е околу 1.600.000 евра. По период од 6 месеци ќе следува и 8-то намалување на цените на лековите. Целта е да се унапреди достапноста на лековите до граѓаните, а заштедите да се искористат за инвестиции во здравствениот систем. Избегнат судир на 2 авиони над Индискиот океан. Во последните 15 месеци се случиле 15 авионски несреќи. Загрозена ли е безбедноста во авиосообраќајот? Статистиката покажува дека загинале околу 1187 лица. Нови безбедносни мерки во Турција поради инцидентот во заложничката криза, најави претседателот Ердоган. Следуваат вестите од светот. Авиони на компаниите Emirates Airlines од Дубај и Etihad Airways од Абу Даби за малку избегнале судир над Индискиот океан. Двата авиони летале во спротивни правци на релација меѓу Обединетите Арапски Емирати и Сејшелските острови, при што дошле премногу близу еден до друг. Компанијата Emirates соопшти дека нивниот авион на летот EK-709 на враќање кон Дубај имал инцидент во зоната на контрола на воздушниот сообраќај на аеродромот во индискиот град Мумбај. Авиокомпанијата информира дека за инцидентот ги информирала надлежните власти и дека изработила извештај за безбедноста во воздухот што ќе им биде доставен на истражните органи во Индија. Сите тела на жртвите од авионот на компанијата Germanwings, што се урна во француските Алпи, се однесени од местото на несреќата. Планирано е истрагата на местото на падот да заврши до 8 април, пошто цивилен тим што го формира Луфтханза ќе го исчисти местото на падот на авионот. Семејствата на жртвите преку осигурителен конзорциум ќе добијат парична помош која за нив ја обезбеди авиокомпанијата, а ќе им бидат покриени и трошоците за психолозите и другите експерти за кризни состојби кои им помагаат на членовите на семејствата на настраданите. Според статистичките податоци на авиатичарската безбедносна мрежа, од јануари 2014 година се случиле 24 фатални авионски несреќи. Во последните 15 месеци во авионските несреќи загинале околу 1187 лица, што е очигледно загрижувачки со оглед на тоа што и оваа година започна со трагедии.
Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган најави преиспитување на мерките за безбедност во државата. Причина за ваквата одлука на турската власт е вчерашната заложничка криза и смртта на обвинителот Мехмет Селим Кирас, кој беше застрелан во судот во Истанбул при престрелка на полицијата со неговите киднапери. Во престрелката животот го загубија и двајцата киднапери од Револуционерната народно-ослободителна партија Фронт. Премиерот Ахмед Давутоглу најави детално и целосно испитување на инцидентот, за да се откријат неостатоците и да се преземат неопходните чекори. Турскиот парламент со огромно мнозинство минатата недела одобри безбедносен закон за проширување на овластувањата на полицијата, односно им одобри употреба на огнено оружје против демонстрантите. Пливачите Марко Блажевски и Анастасија Богдановски ќе ја представуваат Македонија на Олимписките игри во Рио во 2016 година. Познати се учесниците во плей-оф за титулата во македонскиот ракометен шампионат. Дали е загрозено селекторското место на Бошко Ѓуровски на фудбалската репрезентација на Македонија? Следат вестите од домашниот спорт. Во насока на реализација на олимписката програма, нашиот пливач Марко Блажевски настапи на арена серија пливачки митинзи во Остин Сад и постигна одлични резултати со која потврди својата висока форма. Втор негов настап оваа година беше настапот на арена серија митинзи во Орландо Сад, каде што Марко ги потврди своите високи квалитети. Во истиот овој период настапи имаше и Анастасија Богдановски за својот коледж Джонс Хопкинс. Таа имаше настап на студентскиот шампионат во Тексас и победи во сите трки, со што стана трикратен шампион на третата американска дивизија. Македонскиот олимписки комитет ќе продолжи во целост да ги поддржува финансиските трошици и логистички да ги помага Марко и Анастасија, верувајќи во нивната напорна работа и во постигнување на нивните најдобри остварувања, со кои ќе реализираат учество на Олимписките игри во Рио во 2016 година. Со одигрувањето на надпреварите од 18-тото коло од македонската ракометна Суперлига, веќе се познати 6 екипи кои ќе играат во разигрувањето за шампионската титула. Вардар е апсолутниот фаворит за освојување на титулата во домашното првенство, па сепак најинтересен ќе биде двобојот помеѓу актуелниот шампион Металург и засилената екипа на Зомимак М во битка за второто место, кој најверојатно ќе води во Лигата на шампионите. Првата нивна меѓусебна средба е предвидена на Великден за третото коло, кога Металург ќе го пречека Зомимак на домашен терен, додека некогашното најголемо балканско дерби меѓу екипите на Вардар и Металург се на програмата во петото и осмото коло од сезоната. Екипите на Прилеп, Тинекс Пролет и Радовиш се останатите три тимови кои го комплетираа своето учество во плей-оф фазата. Паузата во првенството е предвидена на 17 и 18 април за Купот на Македонија, а на крајот на месецот и неделата на ЕХФ, кога се играат квалификацијските мечеви за Европско првенство против Франција на 29 април и на 2 мај. Фудбалската репрезентација на Македонија неславно ги заврши викенд надпреварите, пораз во квалификациите за Европското првенство со Белорусија и нерешен резултат со азискиот првак Австралија, со што нашата репрезентација бележи континуиран пат на FIFA ранг листата. Ваквата состојба е причина за вербален напад на селекторот Ѓуровски. Тој во изјава за медиумите вели: "Не чувствувам притисок, ме интересираат само играчите. Мечот со Белорусија е лош ден за репрезентацијата, а додека на надпреварот со Австралија играчите покажале квалитет." Новак Ѓоковиќ во четвртфинале на Мастерсот во Мајами. Усеин Болт ја потврди неговата трка за оваа сезона во Рио. Фудбалскиот клуб Јувентус со барање до Италијанската фудбалска федерација за враќање на двете одземени титули и парично обештетување. Во продолжение вестите од меѓународниот спорт.
Усеин Болт веќе официјално ја потврди неговата прва трка на 100 метри за оваа сезона во Рио де Жанеиро, манифестација и трка која се одржува веќе неколку години во низа, а во која Болт ќе настапи како актуелен шампион со победите кои ги издвојува во изминатите 2 години. Најбрзиот спринтер на планетата ќе ги искористи митинзите во Парис и Лозана како подготовка за светското првенство во атлетика, кое годинава ќе се одржи во Пекинг од 22 до 30 август. Овие митинзи и светското првенство се само увертира за Олимпијадата во Бразил во 2016 година, која за Болт ќе биде трета, а неодамна најави дека ќе биде и последна. Новак Џоковиќ беше пред втор пораз од 2015 година, откако во осмина финалето во Мајами имаше минус од 1 сет и 3 гема против Александар Долгопалов, за на крајот да слави со 6-7, 7-5 и 6-0. Иако се врати во игра без многу мака, Џоковиќ на почетокот со неколку скратени топки му допушти на украинецот да го диктира темпото, но сепак во финишот беше посвеж и со висока психолошка предност во однос на противникот успеа да го совлада. Украинскиот тенисер со право беше премногу разочаран, затоа што ја испушти неголемата прилика во кариерата и четврт финале на Мастерсот. Председателот на Италијанската фудбалска федерација изрази загриженост за новите околности во кои се најде федерацијата околу најавеното можно враќање на 2 титули на италијанскиот првак Јувентус и обештетување на клубот од Торино во износ од 433 милиони евра на име изгубени приходи и нарушена репутација. Тој додаде дека со ова се заканува сериозен банкрот на федерацијата и дека се подготвени да се ослободат од тужбата кон нив, а истовремено покажа отвореност на преговори за враќање на титулите на Јуве доколку тоа се докаже. Поголемиот Калчополи скандал кој во 2006 го потресе европскиот фудбал, старата дама беше обвината за местење над превари, а потоа isfрлена во серија Б, со што и беа одземени 2 титули. Денеска имавме претежно сончево време, проследено со локална облачност. Дуваше засилен северен ветер. Максималната температура достигна до 18 степен. За утре метеоролозите најавуваат стабилно и сончево време. Утринските температури ќе се движат од 0 до 5 степени, а максималните дневни од 9 до 17 степени. Ова беше се што ви подготвивме за денеска. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!